Ете и тоа бидна. Трамп и официјално беше инаугуриран за нов американски председател. Што ќе прави, како ќе прави, веќе се наговестува од неговите првични потези. Допрва ќе гледаме и ќе се чудиме. Но прашањето е што ќе правиме ние и нашите домашни злобници. Сите знаете дека еден од гостите на инаугурацијата на Трамп беше македонскиот премиер Христијан Мицкоски. И покрај тоа што ова беше една од најуспешните дипломатски мисии во последно време, кај нас по дома можеа да се прочитаат и чујат секакви злобни и малумни чуда во однос на неговата присутност на оваа голема свечаност во Вашингтон. Прво беше дека поканата не стигнала лично од Трамп, туку преку некоја агенција, па дека е купил, па дека ќе седел, па со кого, па откако видео дека е во ложа, коментира дека ложата била далеку, па Трамп морал да го гледа преку двоглед и слично. А вистината е сосема различна. Јавно, преку видеа и фотографии сите видовме дека тој оствари најмалку дузина тет-а-тет средби со луѓе од најважните сегменти за една држава. Крис Павловски, Џон Битов, Хауард Лутник, Дейвид Њуњес, Марко Галина, Такер Карлсон, Патрик Бет Дейвид, Меган Кели, Ричард Гренел, Майкл Ватли и на крајот со Александар Касанов, помошникот државен секретар на САД за Западен Балкан. Значи средби со луѓе од областа на безбедноста, бизнисот и политиката. И секое вакво пробивање меѓу највлијателните луѓе во една од најмоќните држави во светот е успех за цела држава, за сите македонци, не само за Мицковски и ВМРО ДПМН. Секоја поддршка од најмоќните за нашите ставови и борба наспроти антимакедонските е добре дојдена и посакувана, дури и неопходна. И тоа го сторија во право време, на право место, со прави луѓе. Но тоа ете не ги спречи локалниве неолибералчиња кои гравитираат околу Бихачка да фрлаат со дрва и со камења по Мицковски. И тоа најсмешно е што критиките и закачките доаѓаат од луѓе кои поздравот од 1,5 секунда меѓу Заев и Трамп на времето, сликан од фотографот Димитров, го продаваа како стратешка победа на дипломатијата на СДСМ. Тоа го зборуваат луѓе од партија, чиј председател е човек за кого најголем дипломатски дострел е присуството на концертот на Харис Џиновиќ во Дубај. Смешно. А има и такви посериозни, кои велат дека Мицковски владата премногу се подпирале на поддршката што имале од Америка, дека требало повеќе кон Европа да се свртат и слично. Па немојте, ви се молам. Вие сте тие што се крстевте цели 7 години во калето и секој збор од таму ви беше како повик од Бога, а сега тоа било грев. Што сакате кажувајте. Факт е дека тоа што во 2 дена Мицковски Муцунски го направија во Америка за спаната македонска дипломатија го нема направено повеќе од 1 деценија. Толку.